Дами и господа, збор дека ќе биде така, ќе ви даде носителот на изборната единица 3 од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тој е домаќин овде. Тој вечерва не е гостин. Вашиот кривопаланчанец Љупче Николовски. Добро вечер, мои сограѓани, добро вечер, Крива Паланка, добро вечер, Македонија! Вечерва сум посебно среќен и горд што ја имам честа во мојот роден крај, во мојата Крива Паланка, пред вас, моите сограѓани, да зборувам за важноста на историскиот момент што е исправен пред сите нас. Уште само 5 дена не делат од големата историска одлука со која што ја имаме вистинската шанса да си го вратиме животот во Македонија. Јас цврсто верувам во секој мој сограѓанин и знам дека мојата Крива Паланка одамна е на страната на животот и на страната на иднината. Тоа го потврдивме и 2011 и 2013. Овој пат да не им падне на памет да прават било што. Овој пат ќе ја заштитиме волјата на граѓаните, ќе ја заштитиме огромната победа во Крива Паланка, во Ранковце и во цела трета изборна единица. Оваа животна енергија што блика од секој од вас, оваа желба за живот, да ја преточиме во гласови на 11 декември и да го испратиме овој криминален режим во црните страници на нашата историја. Почитувани граѓани, нашето најсилно оружје против оние кои што ни украдоа 10 години од нашиот живот е нашиот глас на 11 декември. Овие избори не се за партија. Овие избори се многу повеќе од одлука за партија. Ова е историска одлука за вашиот живот. Ова е одлука за иднината на вашите деца, на вашите внуци. Ова е одлука за цела Македонија. Почитувани сограѓани, низ овие улици на Крива Паланка растев и чекорев заедно со вас. Секоја уличка и секоја сокаче на Крива Паланка добро ги познавам. Од Сиглана до Конопница, од Бегови Бавчи до Маневци. Го знам градот како дише. Крива Паланка е моето прибежиште секогаш за мир. Но овој мој град, како и целата Македонија, одамна се иселени и стрепат во немир. Наши сограѓани, па и цели семејства, како и насекаде во Македонија, во се подлабока сиромаштија. Над 500.000 граѓани од оваа наша Македонија, фамилијата на власт ги осуди на живот во сиромаштија. Затоа што 5 милиарди долари украдоа од джебот на токму овие осиромашени граѓани и ги изнесоа на своите сметки во рајските земји. Јас, почитувани граѓани, го предводам тимот на изборната единица број 3 заедно со идниот премиер на државата Зоран Заев. И одлучно сме решени заедно парите да ги вратиме назад кон граѓаните. Парите назад кон граѓаните. И вашите украдени пари од власта ќе ги вратиме назад кај вас граѓаните. Со нив ќе искорениме сиромаштијата што Никола Груевски ни остави во наследство. Ке има бројченик, вети тоа идниот премиер Зоран Заев и ќе го одбројува секое ваше украдено евро. Но исто така, треба да знаат и тука локалните, дека нема да има ниту локални шерифи, дека ќе се одговара и за локалниот криминал. Тоа треба да им е јасно на луѓето што раколодат овде.
Најпрво ќе им помогнеме на најзагрозените. Ќе ги излечиме граѓаните и семејствата од сиромаштија. Тоа е нашиот план за живот втемелен на солидарност, затоа што за нас секој човек е битен и секој човек е важен. Трајно ќе го решиме проблемот на стечајните работници. Ќе воведеме програма за адекватен минимален доход и приход. Секое 4 члено семејство кое живее во сиромаштија и не остварува никаков друг приход, ќе добие 12.000 денари месечно од државата. Оние семејства што остваруваат помал приход од 12.000 ќе ја добијат разликата од државата. Финансиски ќе ги поддржиме домашните фирми со 162.000 денари за да вработат граѓани од најзагрозените социјални категории и да исплаќаат и меѓутоа да исплаќаат бруто просечни плати во државата. Така ќе креираме нови, но добро платени работни места, за да можат и младите да останат тука. И фирмите од текстилната и кожарска индустрија финансиски ќе ги помогнеме со по 1900 денари месечно, за да можат да исплаќаат минимална просечна бруто плата. И работниците од оваа индустрија имаат право да земаат достоинствена плата како и секој друг работник. Минималната плата во април ќе биде 12, а на крајот на мандатот 16.000 денари. Нам секој човек ни е важен и секој работник е важен. Ќе го намалиме работното време за повозрастните работници. Жените над 60, мажите над 62 ќе работат по 6 часа на ден, меѓутоа ќе земаат целосна плата и ќе земаат целосна пензија. Мора да се грижиме за повозрастните, за луѓето, за секој граѓанин, за секој работник. Почитувани, од планот за живот во Македонија се уплаши и Никола Груевски, затоа што овој наш план донесува и носи и живот, но и повисоки плати. Повисока минимална плата и просечна плата од 30.000 денари на крајот на мандатот. Се со цел секое домаќинство и секое семејство да може да ги покрие сите потреби животни во домаќинството. Затоа Никола Груевски почна да измислува приказни за федерализации, кантонизации. Нема да има кантонизација, ќе има конфискација на криминално стекнатиот имот на Никола Груевски, на фамилијата, на локалните криминалци, на локалните шерифи, без оглед кој да е. Со таа конфискација ќе го заплениме криминално стекнатиот имот и ќе го вратиме на граѓаните. Веднаш ќе донесеме закон за запленување на криминално стекнатиот имот по првата правосилна пресуда. Како што лажеше Никола Груевски за странски служби, за жолти комбиња, лаже Груевски и за овие глупости од федерализации што ги има само во неговата глава. Вие со граѓани најубаво на својата кожа ги осетивте лагите и измамите на векот на Никола Груевски тука и во Крива Паланка. Само овде во Крива Паланка излажа за 6.000 вработувања, а сега се занел и ветува 70.000. Овде вработените во јавната администрација многу добро знаат како ги лажеше во 2011 дека ќе има покачување на платите од 25% и тоа се сведе на само 3%. Зборуваше за нов инвеститор, за нови 6.000 вработувања, ама нема ништо од тоа. Таму кај Ранковце има само ископано земјиште и пустош. Нема да ти дозволиме, Никола Груевски, од цела Македонија да направиш пустош. Знај дека Македонија е крената на нозе, за 5 дена доаѓа казната, за 5 дена доаѓа слободата, правдата, доаѓа животот во Македонија. Овие лаги и сценарија и глупости излегоа на површина со изјавата на носителот на листа од неговиот коалиционен партнер од ДУИ, кој јавно кажа
дека албанскиот јазик се спроведувал во сите државни институции, па дури дека УЧК ја водела владата и собранието на Република Македонија. Тоа го кажа носител на листа од коалициониот партнер на Никола Груевски. Затоа, Никола, слушни добро. Твоите лаги завршуваат за 5 дена. Вистината од која што бегаш ќе те стигне. Конфискација ќе има за тебе, за граѓаните ќе има живот. Живот во Македонија. Ете тоа ќе има. Живот со повисоки плати. Живот со нови добро платени работни места. Живот со квалитетен животен стандард за сите. Почитувани граѓани, на 11 декември ја носите одлуката за вашиот живот. Зад параваните сте сами, вие и никој друг. На 11 декември одлучувате дали ќе продолжи ова преживување или ќе избереме шанса за достоинствен живот во нашата Македонија. За да има живот во Македонија, ова одлучност што избира од вашите очи, ова одлучност која што се случи пред неколку дена во блокиранот Скопје, од партиски членови, од поддржувачи на коалицијата, но од десетици илјади неопределени кои што го кренаа гласот, кои што кажа силно дека доаѓа животот во Македонија. За 5 дена овие стотици илјади луѓе ќе ги претвориме во гласови во гласачките кутии, ќе се избориме за животот во Македонија. Ој, народ е на страната на животот. Затоа време е да излеземе сите и да гласаме за живот во Македонија. Благодарам, Крила Паванка, председателе, победуваме, газиме, ја изоравме ова изборна единица и ќе победиме и во трета, и во сите изборни единици. Ова историска шанса луѓето, граѓаните ќе искористат, ќе си го вратат животот во Македонија. Благодарам на сите, да живее Македонија!